Почитувани колеги, кога ќе зборувате денеска за неколкуте ваши функционери кои што биле лустрирани во процесот на лустрација, ве молам, немој да го заборавите името на Методи Андонов Ченто. Ве молам, немој да го заборавите името на последниот гемиджија Павел Шатев. Ве молам, немој да го заборавите името на најстариот, најискусниот и првиот пратеник во Асном, Панко Брашнаров. Ве молам, немој да го заборавите името на Петре Пирузе Мајски, предводник на партизанските одреди во Западна Македонија, во Охридско. Ве молам, немој да го заборавите името на докторот на правни науки Владимир Полежиновски. Ве молам, немој да го заборавите името на Живко Чинго. Ве молам, немој да го заборавите името на Ристо Шишков. Ве молам, немој да го заборавите името на Јован Котевски. Ве молам, немој да ги заборавите 53-цата стрелани во Велес. Ве молам, немој да ги заборавите 30-тината стрелани во Штип. Ве молам, немој да ги заборавите затворените и убиените на Скопското кале, единствено само заради тоа што се спротиставиле на идејата македонската војска да се бори за ослободување на Срем, а да не направи ништо за ослободување на Македонија. Ве молам, немој да заборавите десетици и десетици скромни, едноставни луѓе во скоро секое село во Република Македонија, во скоро секоја населба во Република Македонија, кои што биле жртви на претходниот систем само и само заради тоа што сакале слободна, независна и демократска Македонија. Никој не ги оспорува достигнувањето на претходниот систем. Никој нема да ги оспори придобивките во одредени сегменти кои што ги оставил претходниот систем. Впрочем, ние ниту еднаш не тргнавме да напаѓаме се. Но, почитувани колеги, денеска мораме да се согласиме дека претходниот систем и остатоците од него во почетокот на 90-тите и во текот на целите 90-ти години нарушувале човекови права, следеле политички противници, снимале политички противници, затварале луѓе, убивале луѓе. Тоа не е спротивно на закон, тоа е спротивно на устав и тоа е спротивно на сите конвенции за човекови права кои што оваа цивилизација ги познава. Затоа изразуваме огромно жалење заради тоа што лустрацијата денеска стана повод за да се расправаме помеѓу нас. И повикуваме уште еднаш СДСМ да ја прифати историската одговорност, да се вклучи во овој цивилизацијски процес и да биде предводник на лустрацијата. Да се извини заради тоа што идеолошките татковци на СДСМ нанеле штета на цели фамилии, на цели села и на цели градови и да биде модел на обединување, модел на разбирање и модел на градење на довербата. Многу пати сум ви посочил и денеска ќе ви посочам. Во историјата на оваа држава вклопени се илјадници и илјадници жртви. Гинеле илјадници и илјадници луѓе. Тие во своите борби најмалку правеле разлика дали се со лева или со десна политичка провиниенција. Тие тогаш и не ги разбирале тие дефиниции и димензии. На сите нив мисла водилка им била слободата на Македонија. Така било и во 1944, така било и во 1903 година. Немојте денеска, кога цивилизацијата е напред, кога демократијата е напред, кога поимањето и разбирањето е напред, да се делиме по тие димензии. Ако ни е заедничка мисла водилка слободата на Македонија и демократијата во Македонија, СДСМ носи историска одговорност да се вклучи во овој процес и да биде предводник на овој процес. Само на тој начин илјадниците фамилии, повторувам, илјадниците фамилии чии предци завршиле во занданите на УДБА, чии предци завршиле во затворите во Идризово и во Тешево, чии предци завршиле на Голи оток, чии предци биле убивани заради мислата за слобода за Македонија, ќе знаат и ќе сакаат да простат. Се додека тоа не се случи,
Ние постојано ќе имаме недоверба, дали се бориме за истата цел, дали ја посекуваме истата цел и дали истата мисла водилка ни е заедничка. Затоа, почитувани колеги, немојте денешната расправа да биде повод за дополнителни кавги и расправи. Немојте денешната расправа дополнително да ни внесува раздор во македонското национално ткиво. Заради тоа што процесот на лустрација не е процес во кој што е казнет било кого. Напротив, единствена работа која што треба да биде постигната е да има помирување и да се дознае вистината. Јас многу искрено, многу длабоко и многу честно ве повикувам да размислите два пати пред да тргнете фронтално да ги браните оние 4-5 ваши функционери кои што според сите докази и според сите документи не само што се огрешиле спрема луѓето, туку и го прекршиле уставот и ги прекршиле сите конвенции за човекови права кои што постојат во оваа модерна цивилизација. Мнозинството од вас немаат никаква поврзаност со претходниот систем, мнозинството од вас се млади луѓе кои што се пратеници 3-5 години максимум, затоа немојте на вас да ја превземате тегобата на илјадниците жртви кои што ги имаме во минатите 60 години. Со повик за разбирање, јас ќе го завршам одговор. Благодарам. Благодарам, господин Величковски. Иван има реплика. Повелите. Благодарам, председателе. Мојата реплика до вас, господине Димовски, ќе ја започнам со фактот дека во дадената ситуација, како партија застанавме за една кандидатура и учествуваме во таа комисија и сакаме да учествуваме затоа што овој процес е инспириран и предложен од Либералната партија. Но во исто време се согласувам дека одлуката да се учествува или не во комисијата е прашање на одговорност. Но во исто време морам да ви реплицирам на неколку аспекти кои во вашиот говор некоректно ги подметнавте и повторно го оштетивте процесот на лустрација кој веќе беше оштетен во изминатиот период со промената на самиот закон. Духот на законот и неговата смисла во основа предложен од нас, од Либералната партија, беше се спречат тие кои соработувале со службите да дојдат до јавни функции во демократските институции на Република Македонија. Дали сте за неселективна, непромислена, би рекол, лустрација? Се надевам не. Но така излегува. Излегуваше во изминатиот период. Исто како што нема да дозволим, барем нашиот представник, нема да ви ја даде комоцијата и не сме никој да ја даде комоцијата, дури и оние кои што се ваши представници, на слобода, на мисинтерпретација на законот. Затоа, кога повикувате на смиреност, не се обидувајте на други партии да ја импутирате врски со негативностите од тој период, туку бидете на ниво на доблеста, она како што верувам дека вие може да го направите тоа и секој во оваа сала. И до вас од едната, и до вас од другата страна. Секогаш ќе го може да се постави прашањето. Тој што нема грев, нека го фрли првиот камен. Но дозволете, спречувањето на пристапот на бившите соработници до функции мора да биде еднакво почитувано заедно со правилото дека никој не може да се смета за лустриран до исцрпувањето на постапката. Нешто што медиумските хајки не можат да го остварат. И второ, дека на мртвиот лустриран не можете да му го доставите решението за лустрација, па макар ако сакате, ниту на спиритуалистичка сеанса. Затоа, сметам дека, ако сакате да се гради модел на доверба, и вие, и сите кои ќе учествуваат во расправата, тоа не може да се прави со повикување на духови од минатото или со негување на духови од минатото, на поделби внатреетнички и меѓуетнички. И сметам дека на ова прашање заслужувам одговор, еднакво како што би сакал да ве прашам и за следното. Дали вие и вашата пратеничка група сте подготвени да пристапиме кон темелна измена на законот за лустрација и на крајот на криштата, дали сте подготвени и за ревизија на погрешните решенија кога веќе управниот суд
нема намера да влезе во тоа дали се тие исправни Благодарам, или не. благодарам. Благодарам.